Невините луѓе на Заев сепак биле виновни. Случајот Монструм, кој правно беше разрешен уште за време на минатата власт, беше повторно отворен поради тврдењата на актуелниот премиер, тогашен лидер на опозицијата Зоран Заев, кој тврдеше дека во прислушкуваните разговори наречени Вистина за Македонија имало докази дека тогашната власт затворила невини луѓе. Со обелоденувањето на вистината за Смилковското езеро или проектот на владата Монструм, како што го нарекува со кривичната пријава, ќе обелодени и болна вистина. Секако сомневањата се големи, нашата намера не е да ставиме квалификации, но секако вистината, штом ќе обелодениме, граѓаните ќе знаат што во суштина покажува таа. Јавноста денеска повтор пат ја дозна вистината, иако Заев тврдеше дека осудените биле невини и дека имал докази. Не ја знаат вистината. Ни оние кои што се наводно виновни за овој процес, за убиствата, велам наводно заради тоа што јас не верувам дека е така. И тие не веруват и ја барат вистината, трагат по неја. И оние кои што ги изгубија животите, односно сега нивните семејства, не веруват дека тоа е така како што е представено во јавноста. И тие трагат по вистината. Сепак, откако стана јасно дека повтор пат судската пресуда ќе биде идентична, Заев на судењето во улога на сведок ретирираше. Значи, имаше разговори кои што покажуваат дека луѓе кои што се во затвори, сега осудени, според мое видување, тоа што го слушнав, јас не сум тужилац, ниту правник не сум, дека нема докази да бидат внатре. Случајот Монструм доби правна завршница уште во 2014 година, кога доживотна казна затвор за тероризам добија Алил Демири, Африм Исмаиловик, Агим Исмаиловик, Фейзи Азири, Хаки Азири и Сами Љута за петкратното убиство кај Смилковско езеро.